Здраво! Сега ќе разговараме за најновиот апарат од Sony од APS-C категоријата Alpha 6400. Пред се Sony со Alpha 6000 први излегува на пазарот со фокус со детекција на око. Со последниот Alpha 6400 и со последниот фирмвер, они тврдат дека имаат направено апарат кој што може да врши фокус во очи на животни. И сега, бидејќи моментално сум во Грчка, решив да најдам една поголема риба. Може ќе бидеме први во светот што го тестирале Sony Alpha 6400 фокус на риба. Додека трае најавата, се надевам дека ќе успеам да фатам некој крап, смучиш, а бога ми кечига, ако не лаврак од рибара и чиста работа. Гледајте, ќе биде забавно. Продолжуваме со нашата ревија. Ако сакате да видите што има во кутија, тоа може да го видите у видеото што го направи за Alpha 6000-дарка. Све е исто, само тука за едно бебенце што плаче, али не е ништо страшно. Батеријата е иста, големината на кутијата е иста, објективот што доаѓа со него е исти. Телото на 6400 не се разликува, јас не можев да видам некоја голема разлика во однос на 6300. Има слот само за една картичка и ги користи истите батерии како и неговите претходници. Од левата страна на овој апарат се наоѓа конекторот за микрофон, за напојување и за трансфер. Тука е блицот и тоа би било тоа. Една од работите по кои што овој апарат се разликува во однос на неговите претходници е флексибилниот екран, односно екранот кој што може да го завртите и со чија што помош вие ќе може да се снимате. Добар дел од луѓето кои што го анализирале овој апарат имаат поплаки дека ако ставиш микрофон на самиот апарат, тогаш ќе си го покриеш екранот и нема да може да се гледаш. Меѓутоа, јас секако не можам овој апарат да го држам вака, бидејќи не се чувствувам сигурно и затоа имам набавено една рачка на која што го монтирам микрофонот и на тој начин можам да се снимам и да се гледам без никаков проблем. А на здраве! Екранот е осетлив на допир и може да се користи за да се одберат точките за фокусирање, еве како во овој пример тука што може да видите. И е многу лесно затоа што џојстик за да се одбере точката на фокусирање на овој апарат нема, како кај другите поскапи апарати. Ова е едно браво за Sony. За мене идеална комбинација на оваа серија на апарати е објективот 18-105 f4, кој што е одличен објектив. И во еден разговор со инженерите на Sony во Фотокина, тие ми кажаа дека тој објектив настанал за инат на некои други компании кои што нема да ги спомнам тука. Односно сакале да покажат дека може да направат одличен објектив за оваа серија на апарати. Јас со помош на тој објектив во 2018 година на маратонот на Визер направив фотографија која што освои второ место. Немојте да заборавите дека сите овие фотографии и видеа што ги правам со најевтиниот објектив кој што доаѓа со овој апарат, а тоа е 1650. Овој објектив не е многу познат по своите квалитети, но благодарение на добрата електроника на самиот апарат и на она artificial intelligence што го викаат, успевам да извадам многу добри фотографии и видеа. За тестирање на системот за фокусирање, по кој што овој апарат се двои од сите други претходници, како и од конкуренцијата, Бодан ми помогна и можам да кажам дека Sony има направена одлична работа. Во праволиниското трчање немав ни една промашена фотографија, додека пак настанаа проблеми кога Бодан наеднаш ја промени насоката на движење и тука имам 2-3 промашени фотографии, додека апаратот го пронајде својот предмет. Можам да кажам дека оваков систем на фокусирање за оваа цена беше незамисливо пред неколку години, па и до сега уште, така да со помош на овој фотоапарат што и да фотографирате, ќе бидете сигурни дека ќе имате фотографии кои што ќе имаат фокус во очите. Што значи системот за фокусирање на Sony Alpha 6400 е број 1 фактор за кој што треба да се одлучите да го купите овој апарат.
И додека гледате низ viewfinderот, вие може да истите екранот на допир за бирање на точката за фокусирање. И што ме одберете точката, фокусот автоматски се заклучува и многу тешко може да избегне. Дури кога нашиот модел е свртен. Непланиран тест за фокус системот на Sony Alpha 6400 беше фотосесијата која што ја направив со Симон во парк хотел и спа, односно во нивниот фитнес центар. Поради многу лошото светло кое што беше мешавина на дневно светло и рефлектори кои што ја одбиваа светлината од зидовите, мојот Nikon D750 се мачеше со фокусирањето, а јас бидејќи на секое снимање идам со два апарата и два комплета на опрема, го извадив Sony Alpha 6400 ранецот со 7200 f4 и направив неколку пробни фотографии нормално со користење на фокусот во око. И можам да ви кажам дека 90% од фотографиите што ги направив со Симон се направени со Sony Alpha 6400, додека пак Nikon D750 го користев за фотографиите кои што ги направив набор. Ова е за мене, а еве може да видите и вие, уште еден доказ дека Sony во Sony Alpha 6400 не го има системот од Sony Alpha 9, меѓутоа има многу добар систем на фокусирање, со кој што може да направите многу малку грешки, поготово ако го користите фокусот на око. Продолжуваме. Сега нешто за видеото. Со Sony Alpha 6400 Sony го реши проблемот што го имаше со Sony Alpha 6300. Односно, јас снимав неколку пати со повеќе од 1 час видеа и апаратот не се исклучи од презагревање, не ни изгледаше дека ќе се исклучи од презагревање. Благодарение на новата технологија која што се користи во овој апарат, Sony успеа да го реши прегревањето на чипот и на многу видеографи, вклучувајќи ме и мене, ќе има возможи полесно да работат и да не изведуваат разни вуду магии за да не им прегрее апаратот. Со Sony Alpha 6300 беа направени и се уште се прават многу видеоспотови, кратки филмови, документарци во Македонија, а можем да кажем во светот. Во западниот свет 6300 го користат, што би се рекло како втора камера, меѓутоа кај нас во Македонија, поради финансиската состојба во која што се наоѓаме, овој апарат ќе биде и А камера, и Б камера, и С камера, и дрон, и екран, и све. Затоа ова важи за сите оние мои пријатели кои што снимаат видеа. Можам да кажам дека со Sony Alpha 6400 нема да имаат никакви проблеми од аспект на загревање на сензор. Друга работа која што ми се свиѓа кај Sony Alpha 6400 е тоа што имате опција во исто време да снимате и прокси фајлови, додека ги снимате вашите 4K фајлови и на тој начин да заштедите во време за работење на компјутерот, односно нема потреба вие да рендерирате прокси фајлови, туку нив ќе ги имате директно од самиот апарат. А со помош на проксијата што се генерирани директно од апаратот, ќе си штедите време и струја нормално, а со тој побрзо ќе завршувате работата. Квалитетот на 4K видеото ист како кај 6300. Ја некоја разлика не можев да видам. Интересна е опцијата Touch Tracking за фокус, со која што вие бирате точката на интерес, ја бележите на тачскринот и потоа апаратот сам ја прати таа точка. Сега една чудна работа што оваа опција не работи на 4K видео, него ли работи на HD видео. Веројатно некој нов фирмвер Sony ќе го реши тоа. Другото е се исто како кај 6300, лог профилите си остануваат. Има една опција како на нецелосно HDR, некој квази HDR, кој што може да го користите за да добиете директ файл кој што е сличен со HDR-от и кој што ќе може да го потребите директно на вашите телевизори. Една од погодностите на Sony Alpha 6400 е тоа што со помош на екстерен батери пак можете да надополнувате неговата батерија, а со тоа да го продолжите векот на траење на батериите и снимањето. Една напомена за сите филмаджи кои што користат Ronin S. Како што знаете, Sony Alpha 6300 со дата кабелот си се поврзуваше одлично со него и после апдейтот после нова година можеше да го користите копчето за снимање. Но за разлика од него со Alpha 6400 не може да го користите кабелот за поврзување. Ги пробавме сите опции, читавме и на форумите на DJI и DJI нема направено нов апдейт со поддржка на Sony Alpha 6400. Единствен начин на поврзување на вашиот Sony Alpha 6400 и DJI Ronin S е преку инфрацрвената диода која што е поставена на цврст кабел и треба да ја наместите на предниот дел на апаратот. Еве видите дека таа се активира и на тој начин вие може да фокусирате и да снимате со него. За прв пат во оваа серија на фотоапарати Sony ја вклучи опцијата за таймлапс фотографија, односно
Не мора да купувате посебна апликација за да направите таймлапс. Единствен минус е што мора овие фотографии да ги ставите во одреден софтвер за да го направите видеото, не е автоматизирано.